Денеска се одржа 14-та работна конференција на локалниот совет за превенција во општина Струмица, каде се зборуваше на темите градење клима за доверба и добросостојба во училиштата, како и узурпација на јавните површини и тротоари во град Струмица, а се дискутираше и за спроведеното истражување на невладината организација Eurothink, која ги истражуваше проблемите кои се случуваат на локално ниво. Ѓорѓе Ризанов вели дека во поглед на градењето, клима и добросостојба на училиштата, струмичките едукативни установи за среќа не се соочуваат со некој конкретен проблем, но истакна дека треба да се обрне внимание на институциите кои водат грижа за решавање на ваквите проблеми, со цел на времено спречување и изнаоѓање решение за потенцијален проблем како што се ширење на говор на омраза или врсничко насилство. Има деца кои што во училиштата се директно загрозени на некој начин, врсничко насилство, притисок, закани, навреди и слично, кои што можда и не се охрабрени да ги кажат или да ги пријават тие проблеми. Затоа сме овде. Минатиот пат бевме во многу поголем обем, беа поканети представници од Совет на родители, педагози, психолози, денес ќе бидат само директорите и педагошките служби. Просторот за дискусија е отворен. Од спроведеното истражување за локалните проблеми на тема беа ставени повеќе прашања. Чувството на безбедност на граѓаните, сообраќајот и инфраструктурата во градот, ажурноста на службите за брза интервенција. При што испитаниците одговориле дека овие служби се лесно достапни, но во делот на полицијата анкетираните граѓани се изјасниле дека изминатиот период присуството на полицијата на терен е незамарливо помала. Па беше најавено поставување на полиција која ќе действува по реони, со цел зголемување на чувството на безбедност кај граѓаните. Покрај оваа тема за граѓаните проблем представуваат и депониите, на која Ризанов вели дека активно се работи во справување на дивите депонии во градот и пошироко. Општина Струмица е општина која што мислам дека е меѓу првите со делот и на селектиран или складиран отпад од секој вид. Јавното предпријатие за комунални дејности, Комуналец Струмица, има добра соработка со општината. Генерално, пак се вртиме околу дивите депонии или знаеме дека овде кај нас ги има отпадите кои што расходуваат отпади со старо железо и слично. Реков, тие се проблеми кои што на сите нас ни се познати и кои што во иднина ќе дадеме дополнителен акцент да успееме да дојдеме до трајно или конечно решение. Дел од проблемите со кои се соочуваат граѓаните на општина Струмица и Струмичко се кучињата скитници. Голем дел од овој предизвик е решен, вели директорката на стационарот Лана Сузана Стојкова, која најави кампања за вдомување и подигање на јавната свест кај граѓаните со цел да се спречи ширењето на проблемот со бездомните кучиња. Проблемот со носење на други кучиња од други градови кај нас се уште постои, затоа и денес еве на Советот ќе биде тоа точка на дневен ред. И најважно од се е луѓето да имаат одговорно сопствеништво, да ги чипираат, кастрираат, стерилизираат кучињата за да може да се намали бројот на ново дојдени кучиња. Инаку постоечкиот број можам да кажам слободно дека 90% веќе е реализиран за општина Струмица. Во Струмица имаме заловено 475 кучиња, од кои третирани се сите, што се подразбира, значи на локација се вратени 324 кучиња на местото на заловување, ефтаназирани имаме 53, стерилизирани и кастрирани 353 и вдомени 63 кучиња. Мислам дека тоа е огромна бројка. Меѓутоа, граѓаните треба да знаат дека според Законот за благосостојба на животните, кај нас кучињата може да престојуваат само 30 дена. Ако во тој период не се вдомат, ние сме должни да ги вратиме на местото на локација таму каде што се заловени. Со оглед на тоа дека почнавме со една енормно голема бројка, проблем кој не е решаван со години, мислам дека овие резултати се за поздрав.
Ваквите работни конференции се случуваат често. Нивна примарна цел е дискутирање и изнаоѓање решенија за проблемите со кои се соочуваат граѓаните од општина Струмица и околината.